Добро вечер, почитувани, добродојдовте во Порта, ново издание. Со оглед дека емисијата беше најавена денеска и секако благодарам на големиот број пораки што ги добив на мојот портал, односно на Facebook, и најавената тема создаде голем интерес кај сите вас, од причина што секогаш историјата македонска или историјата на Македонија ги крева и адреналинот и апетитите до највисоката точка. Дали Европа има аргументи да ја победи македонската вистина и историја? Тоа е работниот наслов на вечерашното издание на Порта. Имајќи факт дека сведоци сме исто така дека не запира и натаму канонадата, да речам, и притисоците на Старата дама, односно представниците на 27-те земји членки на Европската унија, која вели и упатва порака дека за да се стане дел на тој джет сет или на големото добрутро, Македонија треба да го реши прашањето за и околу името. Од друга страна ми дава за право да коментирам како новинар, од едноставно што ме збунува, а не треба да ме збунува, бидејќи и вас претпоставам дека оттрпнавте на парадоксалната артикулација на така наречените аналитичари кои преку ноќ се појавуваат, односно како печурки после дожд, и секој дава своја анализа дали требаше или треба Македонија да ја одбрани својата историја, презентирајќи ги монументите, односно историските личности кои се дел од реалноста, од вистината за Македонија, и колку тоа создава негативна ситуација кон еден наш сосед, поточно станува за нашиот јужен сосед. Па се прашувам наистина дали во отсуство на ова безредие што се случува кај нашиот јужен сосед и покрај тоа што по кој пат Македонија покажува и ја упатува пораката не само на нашиот јужен сосед, туку и на светот, дека комшијата или соседот е поблизо од одредениот брат. Но нашиот сосед ниту ја прифатил, ниту ќе ја прифати овој пат понудената рака за соработка, и тогаш кога гореше, скаја да, знаете дека таму почесто огинот го има главниот збор. Ова не го кажувам со никоја малициозност, туку такви се можностите, околностите што се случува и сега кога државата е пред седми пат пред банкрот и кога навистина ја загрозува светската економија не само на 27-те земји членки на Европската унија, туку и светската економија, па и натаму останува на тоа незино, на тие цврсти ставови дека не сака да чуе за и околу Македонија да влезе таму кај што е местото, без да го смени незиното уставно име. Тоа што сакам да го потенцирам, тие незини така наречени адвокати и даваат и натаму сила и создаваат некакви несигурни и нејасни ситуации или небулози, да создават една крива перцепција и крива ситуација за тоа што се случува во државата. Во државата се случува многу јасно дека народот на 8 септември 1991 година го даде својот глас на еден плебисцитарен начин, се изјасни и кажа дека земјата се вика Република Македонија. Но како и да е, ние вечера, почитувани, и ве покануваме и натаму да бидете интерактивно вклучени со нас, со оглед дека соговорниците кои ги поканив вечера со мене, ве го имате во широк кадар, ќе го задржат дефинитивно вашето внимание, од причина што тие се најкомпетентни и најавтентични да дадат одговор на сето она што ние го велиме, дали Европа има сили да ги руши аргументите кои се на нашата страна. Еве, да ги поздравам и да им посакам добро вечер на професор доктор Душко Алексовски, истражувач на Карпеста уметност. Добро вечер и добро дојдете. Добро вечер и благодарам на поканата. Благодарам. Дипломиран архитект Васил Илјов, аналитичар и истражувач, за вас доста познат, кој навистина би сакал голема увертира или да го представам, човек кој од преку неколку децени ја истражува македонската историја и кој досега воопшто нема никаков демант. Добро вечер и добро дојдете. Добро вечер, добро ви најдов. И тиме, знаете дека Порта секојаш дава се од себе да има ексклузивитети. Имаме исто така двајца истражувачи познати за вас. Тоа е професор доктор Аристотел Темтов. Тој истражувач и познат за каменото од Розета, заедно со академик Бакевски, и исто така преку Скајп ќе го имаме Владо Павлов, истражувач кој е ќе ни се јави исто во живо во Скајп. Еве, почитувани рекол дека режијата ќе замолам само уште ова да ги регистрира нашите имейл адреси. Тоа е Порта на МТВ,
каде што вие од сега па до крајот на емисијата можете да упатите пораки, секако во вашите пораки во живо преку телефони, но да најдам на разбирање. Ве молам, задржете се на темата и кратки директни прашања, односно анализи апропо ова вечерва што ние ќе говориме. Па, господо, да го започнеме вечерашното издание, со оглед дека рековме дали некој има сили да ги искрши аргументите или да ги демантира аргументите, кои ќе бидат во штета наша, а во нивна корист дека Македонија нема право да се нарече тоа што се чувствува дека е Македонија, дека македонскиот народ е македонски и дека јазикот е македонски. Поверете. Лично јас мислам дека нема. Не заради тоа што ние сме македонци и се сакаме по секоја цена да си го одбраниме името, затоа што ние како македонци немаме ни потреба да го браниме името, тоа е со векови и со илјадолетија присутно не само на територијата на Македонија, туку на територијата на Европа, на Африка, па и на Азија. Ако да кажеме пред едно 15-16 години, кога дел од моите истражувања беа ставени во интернет, побудија тогаш доста интерес, тогаш сега тие истражувања се размножени во интернет, дури некаде до 660 милиони примероци. Колку? Околу 650 милиони примероци. Голема бројка, секој случај. Голема бројка. Ако некој го напише во Google, да речеме, ја напише адресата на мојата веб страница, тогаш дневно може да добие некаде, во зависи од тоа дали ќе биде на латиница или на кирилица, од 12.500 до 40.000 јавувања или наслови на различни форми на презентација на ова материја около Македонија. Потеклото на името Македонија. Ние кога зборуваме за Македонија, тоа е една голема тема, посебно ако сакаме да ја најдеме вистината за името Македонија и за придавката македонски, тогаш треба да се обратиме кон археолошката лингвистика. Кога кажувам археолошка лингвистика, конкретно за придавката македонски, бидејќи таа е некако ние поблизу сега до неолитот, нели, тоа е во раниот неолит, според датирањата на Марија Гимбутас, ова плочка што ја држам пред мене, која ја пронашле... Можете кон камерата. Да, која пронашле бугарските археолози и ја имат објавено во археологија на Бугарија, списанието, овдека во тоа време нивните лингвисти виделе само бастунчиња, нели, лакти, нозе, шепи и така натаму, меѓутоа никаде не виделе букви, не виделе фонетско писмо. Благодарејќи на дешифрирањето на ова плоча, глинена, на маргините, овдека децидно можеме да прочитаме Пир Македонски. Значи, според датирањето на професорката, потекло е некаде од прибалтичките републики, меѓутоа во Советскиот сојуз, не би од Советскиот сојуз заминала, па станала професорка на многу универзитети, конкретно и на универзитетот во Торонто. Ова старост е некаде 5000 години. Значи, ако овдека пишува Пир Македонски, македонски е придавка од именката Македонија. Така. Затоа моите истражувања беа насочени, не овдека ќе го покажам од истото, нели од овдека, само зголемено, кај што овде стои Пир Македонски. Значи нема никаков фалсификат, ова си е археолошки артефакт. Ако некој од земјината топка најде некој свој друг доказен материјал дека така се викале пред 7000 години, тогаш можеме да му дозволиме да седне на една ваква таркалезна маса и да разговара со нас. Меѓутоа овдека не завршува приказката. Во палеолитот, малку
ни требале повеќе години, значи ако ова е ставено во интернет некаде 95-та година, значи после 16 години таа веб страница ги дава своите резултати. Меѓутоа, благодарејќи на многу истражувачи, конкретно и на материјалите што ги има ставено на својата веб страница Джоконда, Министерството за култура на Франција, јас успеав да дешифрирам еден текст за името Македонија, кој е со старост некаде од 15.000 13.000 години пред наша ера. Меѓутоа, во истражувачките работи што се прават на Бломбос, тоа е една пештера, околу 180.000, не, околу 180 240 километри од Кейптаун кон Индискиот океан. Таа, ја се нареков Амаилија, е со старост од 77.000 години, како што овдека во своите истражувања дават одредени истражувачи на таа материја. Меѓутоа, бидејќи се занимавале со дешифрирање, они сметале дека тоа се некои нумерички податоци, барем така ете овдека фигурира, ова е таа Амаилија, од Охра. Јас на неизе успеав од лево на десно и од десно на лево, бидејќи тука фигурира наводно некој геометриски систем, а се работи за лигатури, за компатибилни лигатури. Како сега да имаме компјутер, една над друго, да можеме да ги ставаме содржините. Замислете, ова се случува 77.000 години, значи 75.000 години пред наша ера. Јас овдека од десно кон лево, лигатурата овдека е зета, нели со разлагање, зета и Македонија. Значи, тоа повторување, таа компатибилност, таа гениалност на оној кој ја создаде, го создаде овој напис или запис и го остави за идните генерации. Како и кога стигнала таа Амаилија во Јужна Африка, тоа е веќе прашање на дополнителни истражувања. Меѓутоа, ова веќе фрла една сосема друга светлина. Зошто? Затоа што ова не го пишувал неписмен човек. Да создадете писмо, тоа е веќе писмена цивилизација. Значи, со тоа автоматски се подигна апсолутната хронологија на писменоста на човештвото. Меѓутоа, во истата таа пештера Бломбос е пронајден, овдека имам јас картата, каде се наоѓа нели пештерата Бломбос, од Кейптаун, има 180 мили или 200 некаде 40 километри. Тоа е точно на најјужниот дел на Јужна Африка. Значи, да појаснимо уште еднаш на гледачите, зборот Македонија, значи, го стречаваме пред... Зборот Македонија, според мене, го содржи два збора. Тоа е името на големата мајка Ма и Дон земја. Значи, земја на големата мајка. Таа земја на големата мајка, со овие истражувања што ги имам направено, потврдува дека била од Атлантскиот океан, па некаде до Тихиот океан, и горе од северните мориња, па гледаме до Дали има друга најјужниот држава, земја во светот која се вика Македонија, освен нашата? Еви за двајцата тоа прашање? Па почнувајќи од великата зета Македонија, па до денес друга држава, освен империите што ги создавале македонците, нема. Може да има во средновековниот период како теми, како области кои влегувале во состав на разни империи, меѓутоа и тие се погрешно дефинирани.
нема фактички царство Византија, затоа што таму 250 некаде години владее македонската династија. Ние во подоснежните периоди, по една година, по 2 години, по 10 години, да има некој свој крал или свој цар, или по неговото име, или по името на народот се именува империјата. Значи, во принцип, сите тие, независно дали бевме окупирани или не, тие имиња на држави или на империи се наоѓале на македонска земја. Сега, зошто викам од Атлантскиот океан до Тихиот океан? Значи, ако се тргне од М, нели, отварањето ќе биде ма, мо, му, ми, ме. И затоа постојат различни прифаќања на името на големата мајка Божица. Спрема исток, таму е мо и му, овдека кај нас, па и ден денес во Индија, овие серијали што ги гледаме индиските, таму за мајка викат ден денес ма. И ние тука на галено ќе кажеме ма. Што правиш, како си? 2 пати ма дава мама. Пак е тоа деминутив од мајка за нас македонците. Значи, ова работа ја имат напишано писари. Значи, дешифрирањето на името на писарот со 77.000 години става до знаење дека целокупниот палеолитски континуитет го создават умни, грамотни луѓе. Не се тоа недоразвиени луѓе, како што сакат да ни покажат дел од антрополозите, и тука е фактички големото несогласување помеѓу третирањето на материјалната култура, третирањето на антрополошката интерпретација на наодите, и одеднаш ние имаме една високо образована личност која остава надпис кој денес не фрапира. Значи, требале тие луѓе да имат до таа степен можност на обобштување на таа материја, за да можат компатибилно да ги соберат сите тие денес лигатури според латинскиот јазик, би кажале. Значи, тие спојувања кај што дозволуваат да се дешифрира од десно кон лево и од лево кон десно тој така наречен континуиран македонски јазик. Јас чујат, да речеме, трансформирање на вистината или модификација на истината од страна на нашиот јужен сосед, ќе си земам за право како новинар да забележам, дека сепак и таа 88-89 Мицотакис како премиер, која беше, даде, како што пишуваат медиумите грчки, 150 милиона марки за антимакедонска кампања да ретушира историјата и вистината за Македонија. Дали сето тоа успеа да влезе во менталниот чип на умовите, да речем, на Европа и да не ја прифаќат вистината? Вие кажувате аргументи што го имате како аргумент плюс. Господот Илјовски, исто професорот. Значи, дали можеме ние да смениме таа ситуација или навистина сме ставени до зидот и не смееме да дадеме нашата вистина? Еве, за тројцата би сакал најтелеграфски да одговорите. Бидете на линија, повелите. За да се одговори на ова прашање, прво треба научниот свет од Западот, кој многу добро ги знае изворите, историските извори, и нормално сега таму се бават исто така со палеолингвистика, нели, и така натаму. Ако веќе се тргне од тој така наречен татко на историјата, јас секогаш викам, не може веќе за нас македонците Иродот или Херодот да биде татко на историјата, бидејќи гледаме дека ние имаме со илјадници години надписи постари отколку таткото на историјата. Меѓутоа, еве да го цитираме него. Значи, Херодот знае за Македонија, македонци, пријателе македонче, македонски планини, македонски патишта, македонски реки, македонска земја, македонско царство, македонска династија. Според мене, овака посериозен и можеби вистински историчар е Тукидид. Тукидид во своите истражувања и во својата анализа која има направено дали воопшто постоела некоја Тројанската војна, он доаѓа до сознание, како
имате служител на Атинската флота, он бил адмирал на Атинската флота, меѓутоа истите тие го судиле на смрт, па му опростиле за големите заслуги што ги имал против персијанците и он скоро 20 години живее во дворецот на македонските кралеви, значи на Архелај I, кој 413 година ја пренесе престолнината од Еге во Пела и он фактички е основачот на Пела. Он вика, според направената воена и економска анализа, не верува во достоверноста на бројноста на бродовите, војските и славопојките на грците за Тројанската војна. Зошто? Па затоа што во Илијада и во Одисеј никаде не фигурираат хелени како народ. Таму кај што се споменува, тоа е едно мало македонско племе од подножјето на Олимп, а Олимп, според истражувањата што ги има направено доктор професор Ташко Белчев, вика цела митологија почнува и завршува во Олимп. Меѓутоа тоа вика е македонска митологија, а не е така наречена хеленска или старогрчка или староримска митологија и дава нормално он етимологија на боговите, на местата и така натаму. Сега, ако се земе кај Херодот, кој живеел 484 година, 424 година пред наша ера, па некаде тука 425 година веќе ја има оформено неговата историја, он тврди, хелените, откако ги асимилирале варварите, а пред се автентичниот атички народ пелазгите, од малуброен и слаб народ станале голем и силен народ според неговите сваќања. Меѓутоа вика, пелазгите, античкиот Акропол е пелазгиски град. Пелазгите и лелезите биле раселени по островите на Егејскиот архипелаг, Крит, Северна Африка, Јонија и Тракија, тоест северно од крестонците. Или крест, крст, ден денес тоа е македонски збор. На грчки тоа поинаку звучи, нели? Значи, ако сакаме ние да дознаеме цела ова работа, кои се тие стари предци, да кажеме Платон, он кој ги наведува диалозите помеѓу Сократ и другите филозофи. Он таму наведува, вика, првите жители на Хелада, исклучиво само тие се држеа за боговите, кои до ден денешен се држат многу меѓу варварите, за сонцето, месечината, земјата, звездите и небото. Господин Илио, сакам да ве замолам со оглед дека ја насочив емисијата за и околу вистината за Македонија и правото на користењето на зборот Македонија. Дали го имаме, го наштаме тој континуитет? Прашањето беше како успевате и дали можете на вашите колеги во светот да ги дадете вашите аргументи, да ја сватат вистината, со оглед дека тоа се аргументи што ве и за карпестата уметност би сакал да... Гледате, спрема трудовите кои ние ги имаме објавено во интернет, секој еден може да влезе и ете, јас сум благодарен што дури азербајџанската телевизија, вчера или некаде тоа го снимив од интернет, ги има систематизирано некаде 78 мои настапи на разни телевизии, нели од тоа што некаде сум го кажал, дури на радио и така натаму. Кај што таму зборувам за 102.010 години, тоа се мисли на минатата година, нели, кога тоа беше обелоденето, се зборува за 77.000 години македонска писменост, јазик и култура. Тоа е врз основа на дешифрирани артефакти. Дали бевте демантирани до сега? До сега од никого не сум демантиран, иако, еве, пред мене, јас имам овдека еден многу интересен напис од грчки, дали новинар или лингвист, јас не знам кој е, вика, ископјани пропаганда, библиографија, тонипа.
Што значи тоа? Значи, скопската пропаганда, библиографија на Соединетите Американски држави. Тоа он го симнал од Конгресната библиотека на Соединетите Американски држави и овдека ги дава сите податоци, дури и за податоците од Стејт департментот, дека нас не нарекува со име и презиме, нели, како македонци, македонски јазик и така натаму, и он се буни што ЦИА така ги наведува сите тие податоци за Македонија и македонците, давајќи дури и проценти, ако треба можем аз да го прочитам на грчки па да го преведеме, меѓутоа дава проценти дека Стејт департментот 64,2 признава македонски етнос и 66,5 признава македонски јазик. Ова секој еден може да го најди на интернет, овдека е веб страницата дадена, нели, елеферотипија го има ставено, тоа го има објавено, ете овдека Дали тие аргументи не ги освестуваат, не го освестуваат нашиот јужен сосед, да и тој еднатаму е радикален. Дали начинот на несување на поединци, да речем, кои свесно, јас и минатиот пат ја спомнав професорката Маркус, која храбра беше професорката и реши да ги учи своите студенти, односно ученици, за македонската филозофска школа, не за грчката филозофска школа. Сојузниот секретаријат за образование 9 пати и пресуди се збор изрече казна забрана на извршување на професорска дејност. Гледате, образованието остава траги и во зависност од тоа кој со каков квантум на информации располага, така и се однесува. Кој ќе се најди на позиција на сила да одлучува, тогаш си го наметнува својот став врз основа на своите знаења. Так. Требаше да поминат години за да можеме ние со овие истражувачки работи, да речеме јас овдека имам еден филитон што го објави дури 92 година. Добро. Кога тогаш за прв пат, нели, за насловен беше Нови сознанија за Александар III Македонски и дадов овдека за прв пат тогаш ерата на македонизмот и така натаму, нели? Полека ќе оди македонската победа кај Ис, нели? Освојување на Феникија и на Египет, Александрија македонска хламида. Тоа јас го зедов од Плутарх. Зошто Плутарх не напишал Александрија грчка хламида, туку напишал Александрија македонска хламида? Значи, битката кај Гавгамела, македонско довикување. Успесите на младиот македонски цар му влевале на секој македонски војник чувство на гордост и моќ за Македонија како прва сила на светот во тоа време. Или да речеме, секој се чувствувал македонец. Одговарајќи му на Калистен, Александар III Македонски докажал дека секој се чувствувал македонец, ја бранел честа и ги штител интересите на Македонија. Затоа има доказ. Зошто? На овдека аз еден од насловите во тоа време го оставив како светот го освојувам за македонците. Значи, тоа изворите го кажуваат, историските извори. Кај Хирканија, пред елитните македонски корпуси од 20.000 пешадија и 3.000 конјаница, Александар III Македонски свечено изјавил: јас за македонците светот го освојувам, буквално ако се направи превод, или на македонски светот го освојувам за македонците. Значи, ние ако сакаме да ги најдеме во изворите сите овие работи, можеме да видиме, да речеме, се подготвил некој бунт во војската на Александар и доаѓа командантот на телесната гарда, нешто му шепнал и Плутарх вика скокнал од триножникот и на македонски се обратил на штитоносците. Зошто не се обратил на хеленски, на персиски, на некој друг јазик, индиски и така натаму, тука се обратил на македонски. Значи, ние имаме многу такви доказни материјали, ако сакаме да ја одбраниме нашата теза, не да ја одбраниме, туку да ја пропагираме, да ја сервираме, а тоа пред се прави преку образовниот систем.
Во тоа време јас напишав дека имаме ера на македонизмот. Тоа е 92 година. Не знаете колку се разни критики и понижувања сум добил од моите колеги, дури една професорка, нели, од катедрата за историја на уметност и археологија, едно сабајле дојде, ме начека, уште не бев дојден на работа и издегуваше фејтонот и она ми вика: тоа вие ли ги пишувате тие глупости во Нова Македонија? За да сега, после толку години, најдат некој наводно компромис на македонско-хеленистичка некоја наводна култура. Како може едно царство од 3,8 милиони квадратни километри, кои го создавале македонци, нели, да речеме Александар создал некаде 70 Александри, од овдека однел учени луѓе, писмени луѓе, работници, архитекти, професори и така натаму, да ја шират македонската култура. Меѓутоа, по наводно... Зошто тој страв, професоре? Зошто ве спомнавте, ја спомнавте колешката, што негодувала, ве критикувала и Па била лично строга? јас мислам дека во тоа време, па и сега, многумина од нив добиваат одредени бенефиции да одат на различни симпозиуми во Грција, тогаш нели може да се прошетат, да добиваат Да печатат книги? да печатат некои книги и така натаму, или пак од заблудите од минатото, а треба ние да ги срушиме тие зидови на заблудите на минатото. Колку или тоа е на моби на прилог на нашиот јужен сосед. Дајте малце да му дадеме димензија и за секојдневното случување. Сведоци сме дека Македонија веќе го добива вистинскиот лик за да прикаже својата историја, своите аргументи на Мегдан, што се вика, начик. Бе се поставен Александар Македонски, се може да го крстиме. Ние можеме како народ да му дадеме димензија дека тоа е, не може да има некој друго име, нели? Од друга ситуација, воин на коњ, како му доаѓа, нели? Од друга ситуација, имаме групи кои ден денеска противречат. Зошто да се изградат такви споменици, дали требало такви споменици и така натаму. Еве и прашање на нашиот мејл, чиј е производ така наречена антиквизација. Дали е тоа проект за реелиминација на историјата и археологијата на Македонија заради промена на државното име, за да не се дознае вистината за македонците и Македонија, односно повторно, како и досега од 1944 историјата и културата на Македонија да се затвори во актуелните граници на Републиката, за друг да стане собственик на незиното име, култура и историја, од и кој да ја поседува територијата негова е историја. За жал, заборавајќи на окупацијата врз Македонија од Балканските војни 1912-1914, кога Атина за прв пат влегува во Македонија. Ова прашање пристигна на нашиот мејл. Дали може да ги коментирате овие прашања? Прво, сите овие споменици што се градат и воопшто грандиозниот проект Скопје 2014 година, јас на еден мој напис минатата година реков дека тоа е последната шанса из триумфална порта да влези и изумот на македонизмот и воопшто македонизмот во современата македонска архитектура. Не е во прашање овдека само Александар Македонски. Ако тргнеме ние од Музеј на град Скопје, кај што се презентирани печатите од Говрлево, на кој што ќе треба некако после да се задржиме. Так. Тие се со старост, да речеме таркалежниот печат, некаде со 6000-5000 години пред наша ера, тоа значи 8000, 7000 години има континуитет на македонско писмо, кај што децидно стои сълсбо, сум, сал со Бога, сум. Значи, името на Македонија не може да